Ибрахим Абидун, Цветковиќ. Добро прозрена неговата намера, меѓутоа останува во посетна топка, опасен е Цветковиќ, нафрлена топка, еве шанса и гол. Изворено таму ја спушти оваа топка Омер Агиќ за Николов и еве казната за она што пред 2 минути не успеа да го оствари тимот на Охрид. Може малку да здивне Гоце Седловски, по еден час игра, неговиот тим доаѓа до водство. Бобан Николов носи разлика со влегувањето во игра. Цветковиќ ја почна акцијата, ева го тој момент, успеа тука да мине. Да видиме какво ќе биде судиското на дополнување, имаше многу измени, 3 картони, но во меѓувреме еве нова шанса за Охриѓани да организираат напад. Не знам зошто вардарци подзастана. Ево Димитриевски, топка за Матевски, шанса 1-1. Неверојатно, 91 минута или прва од судиското на дополнување. Застана тимот на Вардар. И еве ги Охриѓани сега со 1-1. Пред малку опомената преку Димитриевски очигледно не беше доволна и ево првата минута од судиското на дополнување. Изравнување со гол на Матевски. Па од многу аспекти гледано овај најреален резултат за сега, што значи дека ако остане вака, ќе одиме во пенал завршница. Но да видим уште еднаш. Се е чисто тука, одлично прифатена оваа топка. Неверојатно колку празнини во одбраната на Вардар. Ова ќе треба да се изанализира и тоа добро да се изанализира од Гоце Седловски, од стручниот штаб на Вардар за односот на поединци кои што добија многу со шансата да го носат црвено-црниот дрес на Вардар. А едноставно тоа не смее да се дозволи. И сега, поради ова славење на голот, Давид Матевски за брани се Рапунов. Втор одбранет пенал на Илиевски. 4-2. Сензација во денешниот четвртфинален надпревар од купот. Охрид Ликнидос е полуфиналист и заслужуваат овие момци во светло сини дресови да го прослават сето ова, еви во директен пренос